Водата во Кумановската пречистителна станица доби црвена боја. Одговорните лица од јавното претпријатие Водовод веднаш го известиле државниот и општинскиот инспекторат за животна средина. Земени се мостри. По направената анализа утврдено е дека во станицата влегла отпадна вода со непознат карактер. Констатирано е дека нема отстапувања, концентрациите се во нормала иако водата е обоена. Овој случај го забележавме на 21 овој месец, околу 11:50 часот наутро. И на нашата станица влезе отпадна вода со непознат карактер, со светло црвена боја. И во истиот момент беше земена проба и беа извршени анализи во нашата интерна лабораторија. Со што констатиравме дека концентрациите се во нормала за концентрации на нашата влезна отпадна вода, со што немаше отскочување, освен што водата беше обоена и беше од непознат карактер. На нашата станица во други случаи се има случајно да доаѓа исто така отпадна вода од непознат карактер, но со високи концентрации. Сето тоа ни прави големи промени во прочистување на отпадна вода, со што трошиме поголема електрична енергија. Исто така ни одзема време и ни прави штета за микроорганизмите, кои што параметрите од отпадната влезна вода ги користат како храна. Засега се е во најдобар ред. Концентрациите во излезната прочистена вода, која што влегува во реката Кумановка, која што е реципиент, се во нормала, пропишани со правилникот во Законот за води и сега за сега е се во нормала. Државниот инспекторат за животна средина по извршениот надзор даде упатства да се проверат главните фекални шахти. Овластениот инспекторат да изврши вонредни надзори и кај правните субјекти кои произведуваат бои и други инсталации кои можат да предизвикаат обојување на отпадните води. За среќа е покажано дека е во граници на нормала, така да испустот во реципиентот во реката, значи е окей, е во ред. Инаку, за да се спречи евентуално оштетување на пречистителна станица, доколку се испуштат некои отпадни материи што се со поголема концентрација, наложено е од страна на Државниот инспекторат за животна средина да во момент кога ќе се забележи таква некоја појава, екипите од ЈП Водовод излезат веднаш на терен и да ги проверат овие влезни шахти во главниот колектор, за да се веднаш дефинира, односно локација од каде би можело да доаѓа, за да ние на време реагираме и поведеме инспекцијска постапка. Да се спречи една од мерки тоа што е наложено, исто така ние како општински инспектор за животна средина ќе преземе поинтензивни редовни надзори над правните субјекти се со цел да спречиме евентуално повторно некакво испуштање. Освен во Куманово, испуштање на масла во отпадни води биле евидентирани и во Кочани. Од станицата уверуваат дека водата која влегува во Кумановка е согласно правилникот за Законот за води и поволна за живиот свет.